почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Скандалот со снимањето на јавното обвинителство покажува уште еднаш како функционирал режимот на Никола Груевски и на ВМРО-ДПМНЕ. Има сериозна истрага во сите институции. До детали ќе се провери која била намерата и намената на оваа инсталација од минатото, дали и кој ги слушал разговорите во правосудството. Ќе се открие кој ја нарачал опремата, кој ја купил, кој ја инсталирал и кој ја користел, и секој кој што ги пречекорил огласувањата ќе мора да одговара пред правдата. И ова ќе важи за секоја институција. Следува темелна проверка во секоја од институциите. Времето на снимање и прислушување заврши. Остатоците од режимот на Груевски ќе бидат отстранети од сите пори на институциите. За овој скандал ќе има одговорност. Раководството на ВМРО-ДПМНЕ треба да одговори за нивните действија во времето кога оваа опрема била инсталирана. Мицковски треба да одговори за неговата улога во власта кога бил генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ. Штетата што ја направи криминалното ВМРО-ДПМНЕ остави силни последици кои не можат да се отстранат преку ноќ. Но ние нема да застанеме додека не го отстраниме остатокот од криминалот со цел да обезбедиме државата по европски правила да функционира. Свесни сме за грижата, за интересираноста и критиката на граѓаните дека од режимот на Груевски има уште остатоци во општеството и низ институциите. Ве уверувам, силно сме посветени на деинсталирањето на груевизмот, при тоа да не заборавиме дека цели 12 години траеше оваа криминална инсталација во секој дел на општеството. Ние до сега имавме година и пол за справување со оваа децениска катастрофа која се случи на Република Македонија. Секој нов откриен случај од криминалното владење на режимот ни дава дополнителен мотив да продолжиме уште посилно во борбата против корупцијата и во борбата за владењето на правото. Благодарам.